Компанијата на канадско-американскиот бизнисмен со македонско потекло Крис Павловски, Rumble Cloud, отвори представништво во Македонија, објави Балканската истражувачка репортерска мрежа БИРН. Представништвото во Македонија е регистрирано на адреса во центарот на Скопје, а незини управители се Павловски и финансискиот директор на Rumble Брендон Александров. Тројцата дојдоа во Скопје на средба со премиерот Христијан Мицкоски набрзо по изгласувањето на новата влада минатото лето. По средбата, министерот за информатичко општество и дигитална трансформација Стефан Андоновски рече дека разговарале за партнерство со Rumble во врска со изградба на современи национални центри за податоци. Мицкоски потоа се сретна со Павловски во Вашингтон пред инаугурацијата на Трамп во јануари. Како што објави БИРН, Павловски од претходно е присутен во македонскиот бизнис преку друга своја фирма Cosmic Development. IT компанијата почна да работи во 2013 година прво во Битола, а сега има канцеларии и во Скопје. Во јануари годинава биле регистрирани 28 случаи на шуга, од кои 16 во Скопје, а истите не биле поврзани, па затоа и се спречила епидемија. Во периодот од 2014 до 2023 година најмногу заболени имало во 2015 година, кога се евидентирани 527 лица, а најмалку во 2021 година, кога имало 151 лице заболено од шуга. Двајца постари пациенти префрлени од домови за стари лица на скопските клиники исто така биле диагностицирани со ова заболување. Од Институтот за јавно здравје велат дека ризикот за ширење на болеста е особено висок во домови, училишта, болници или бегалски кампови. Важно е да се напомене дека заразеното лице може да ја пренесе болеста дури и пред да развие симптоми, што ја прави шугата предизвик за контрола, порачуваат од Институтот за јавно здравје. Неуспешен третман за шугата е антипаразитскиот лек Ивермектин, кој за жал во моментот е дефицитарен, посочуваат од клиниката за кожни болести. Пред 2 дена беше соопштено дека има случај на шуга во основното училиште Кирил и Методи во кумановското село Романовце. Во основното училиште се превземаат мерки за да се спречи зараза на останатите ученици. Премиерот Христијан Мицкоски денеска беше гостин на Атлантскиот совет во Вашингтон, каде што говореше за еднината на трансатлантските односи и Западен Балкан, осврнувајќи се на односите со Грција, посебно со Бугарија и нашето членство во Европската унија. На разговорот во Атлантскиот совет истакнав дека и покрај значајните отстапки за напредок во евроатлантската интеграција, Македонија останува посветена на заштитата на своите национални интереси и идентитет. Посебен акцент ставив на улогата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург како гарант на човековите права и владеењето на правото, нагласувајќи дека нашата држава ги почитува сите негови пресуди, објави Мицкоски на Facebook. Нема потреба од промена на државниот грб и химната, се јави шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова, откако оваа тема стана актуелна во последните 10 дена. Председателката смета дека за промена на химната воопшто не треба да се зборува и дека химните не одразуваат сегашност, туку историска меморија, генеза, а нивните текстови во најголем број држави се во уставот. Сепак за државниот грб Силјановска-Давкова вели дека е символ кој што укажува повеќе на географијата отколку на белек од историјата, остави простор за размислување, но и дилема дека тоа може да донесе нови конфликти во државата. Темата за промена на дел од државните символи се отвори пред 2 недели, откако премиерот Мицкоски најави дека со владините партнери од албанскиот блок го отвориле ова прашање, а актуелниот државен грб го нарече посткомунистички. За опозицијската СДСМ, грбот е соодветен символ за државата, а ја обвини власта дека со ова го отргнува вниманието од вистинските проблеми кои ги тиштат граѓаните. Од ВМРО ДПМН се децидни. Разговори за менување химна нема, а идејата за нов грб е стара. Откако минатата недела од Влен посочија дека ова прашање е зрело за владина дискусија, вице-премиерот Изет Меджити вчера рече дека нема преговори за промена на химната и државниот грб, но нема ниту табу теми.
Македонија мора да се прилагоди на новото нормално кое доаѓа од Вашингтон, бидејќи нема да има друга шанса. Ова е првиот впечаток на премиерот Мицкоски и повраќањето од Вашингтон, укажувајќи на тоа дека меѓу првите го запоседнал теренот и дека сите лидери после него, кои ги препознаваат новите политики, ќе го направат истото. Средбите кои Мицкоски ги има надвор од земјата, тврди дека се фронт на кој тој се бори за да предочи дека земја која е заглавена со своите сваќања од претходниот век се обидува да ја кочи Македонија на патот кон нејзините евроинтеграции. Осврнувајќи се на настапот на американскиот подпредседател Джей Ди Венс, пак потенцираше дека го поздравува неговиот говор и не препознава радикална десница во неговото обраќање, туку само реално доловување на вистината преку примери. Сепак, иако за краток период, премиерот Мицкоски веќе трет пат патува во Вашингтон и покрие релациите кои, како што вели, ги има со блиски луѓе до американскиот председател Доналд Трамп. Инаку дел од аналитичарите и познавачите на овие прашања се скептици дека Македонија би била меѓу приоритетните теми со оглед на светските трендови, но и видно променетите изјави на американската администрација во однос на глобалната политика и Украина.